Околу 60 студенти ќе добијат можност 2 месеци практично да работат во локалните самоуправи, каде што покрај работното искуство ќе имаат можности за идно вработување. Ова денеска го најави министерот за локална самоуправа Иван Стоилковиќ, нагласувајќи дека недостигот од стручен кадар е сериозен проблем со кој се соочуваат дел од општините. Според Стоилковиќ, во некои локални самоуправи најмногу недостигаат економисти, правници, архитекти и друг стручен кадар. Преку практиканската програма се очекува студентите да придонесат во работата на општините, да стекнат практично искуство во институциите и на долг рок да помогнат во надминување на дефицитот од квалификуван персонал. Недостатокот на кадар е сериозна прешка во функционирањето на локалните самоуправи и се обидуваме и преку оваа акција и преку други акции тој недостаток да го надокнадиме. Некои од студентите и од практикантите претпоставувам ќе им биде интересно, ќе се снајдат на некои не, меѓутоа ако го отвориме процесот може да се надеваме дека во иднина локалната самоуправа ќе ги исполнува оние задачи заради кои ја постои, а тоа е да биде блиска до граѓаните, да ги решава проблемите на граѓаните. Од Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво велат дека студентите ќе бидат избрани согласно реалните потреби на општините, откако тие испратиле информации за профилите што им недостигаат. Секоја општина се достави во делокругот на својата работа каков кадар е потребен, со тоа се мечиравме со државните универзитети и таков тип на студенти ќе бидат пратени во таа општина. Дали правници, дали економисти, зависи од побарувањето на самата општина. Практиканската програма ќе трае 2 месеци, во август и септември, а финансирањето, како што посочи Стоилковиќ, ќе се обезбеди преку ресурсниот центар при Министерството за локална самоуправа. За учество во проектот интерес пројавиле околу 40 општини. Надлежните најавуваат дека доколку проектот даде резултати, од следната година ќе биде проширен со поголем број учесници и со можност за вклучување на приватниот сектор.